И здраво момци и девојки, како сте, дали сте добро, дојдовте во уште едно видео. Денеска ќе снимаме еден туторијал за тоа како да си ги избелите вашите заби во само неколку кратки чекори. Али денеска нема да правам сам, ќе работиме заедно, така што доле во описот ќе има линк од истата слика на која што ќе работам јас. И би било интересно доколку ја симнете таа слика и ги повторувате по мене истите чекори. Мислам дека така ќе биде доста полесно за вас, а и многу полесно ќе ги запамтите тие чекори. Па ајде се пребациме на Photoshop. И сме веќе во Photoshop. Денеска јас си одбрав оваа слика на која што ќе работам. Како што ви кажав и претходно, линк од истата слика ќе има доле во описот, така да може да си ја симнете слободно и да работиме заедно чекор по чекор. Па ајде да започнеме. Прво ќе направиме копија од истата слика и следниот чекор ни е селектирање на забите. Овој пат јас ќе ја користам оваа алатка, поточно Lasso Tool, и со неа ќе ги селектирам забите. Поминете убаво по рабовите. Ако не успеете да го селектирате баш најсјајно, немој да се секирате, пошто на крај имам и решение за тоа и ќе ви покажам и како. Ево вака. Откога ги селектираме забите, ќе стиснеме на десен клик и Select and Mask. Сега работиме со ова што е тука Feather. Значи со ова гледате ќе направиме малце рабовите да изгледаат по-смут. Во овој случај јас ќе го ставам само да видиме како ќе изгледа најдобро. Еве вака е доволно, 6,4. И притискаме ОК. Следниот чекор што треба да го направиме е да отвориме нов леер врз овој, ги селектираме двата, овие два и правиме груп со CTRL и G. Ете така. На оваа група сега што веќе ја направивме, ќе направиме маска и еве ги сега двете слики се веќе ставени во овој фолдер. И сега ќе работиме само на овој леер што е овдека. И еве вака сега кога ќе ја земеме четкичката и работиме само на овој леер овдека, гледате кога ќе сакаме да ги фарбаме забите, се фарбаат баш тој дел што сме го селектирали. Окей, тоа сега не ни е битно. Значи на овој леер ќе отидеме доле во Adjustment Layers и ќе го кликнеме ова Hue and Saturation. Ни се отвара ова поле, идеме на Colorize и сега малце ќе си поиграме со ова. Гледате веќе како се менува бојата на забите. Тука ќе го ставам на 9-ка, ајде ќе го израмнеме на 10-ка, да си биде рамно. И Saturation ќе го ставиме на, ова е премногу бело, изгледаат малце фейк. Гледате како изгледа вака на 0 кога е, затоа ќе го ставиме на, ево вака. Според мене вака изгледа доста интересно. Углавном забите си се веќе избелени, како што може да видите, али ни недостасува да речеме некој сјај на забите и тука кај што гледате во овој дел има некоја си поубава сенка за да изгледаат многу понормално и пореалистично. Тоа ќе го направиме врз овој леер, ќе стиснеме повторно на Adjustment Layers и идеме на ова курс. Ова ќе го кренеме повеќе малце. Гледате сега добиваат забите поубава белина, посјајна, али повторно изгледа грубо. Ќе го ставиме вака и сега на овој дел што е овдека ќе кликнеме два пати на кликот да ни се отвори ова поле. И сега идеме доле на ова што е Underlaying Layer. Ние значи за да ги поправиме темните бои што се кај забите, држиме на Alt, кликаме ова левото што е гледате, значи не вака двете да ги поместуваме,
Гледате како си иде, значи туку држиме на Alt и ја зимаме само еднава половина. Ја носиме некаде, да видиме само како ќе изгледа најубаво. Ево, ова ќе го оставам тука. И повторно држиме на Alt, го враќам и ова другово. Еве, ќе го ставиме некаде тука. И притискаме ОК. Како што може да видите, веќе забите се избелени, али имаме и тука малце некои забелешки. Не се баш бели забите секаде по рабовите, али како што кажав на почеток, немој да се секирате, сега ќе го коригираме ова на брзинка. И сега ќе кликнеме овдека на маскава што е, ќе ја земеме горе четкичката, само да намалам големината на четката. Ово овдека ќе го намалиме да не бои толку грубо и opacity ќе го ставиме отприлика некаде на 40. Еве, вака изгледа одлично. И сега погледнете кога ќе ја земам белата четкичка да бојам со белата боја, гледате како се фарба тука. Значи тоа ни треба. И сега поминуваме на сите рабови што ни се кај забите, каде што не е опфатена маската. Ќе ги направиме да изгледаат цели бели, гледате да нема вака жуткасто од страните, да не изгледаат како да се правени. И тоа е тоа. Па, ајде да видиме како ќе искочат на крај. И еве, како што може да видите веќе, забите ги направивме кристално бели. Сега може, ако сакате, нели, ако ви изгледаат уште вака фейк, можете да намалите малце тука opacity. Еве, да речеме вака на 90. Изгледа доста интересно. И тоа е тоа. Еве ви како изгледале претходно, еве ги сега. Мислам дека има доста голема разлика. Обавезно да ми пишете коментар како ви искочило на вас ако сте го правели истото, или слободно може да ми ја пуштите сликата на мејл, ќе ви вратам. И тоа е тоа. Ако ви се допадна ова видео, обавезно оставете еден лайк, кликнете доле на subscribe копчето, па се гледаме во наредно видео. Чао, чао!